во едно лудо време, кога продажбата е најважна и е пред се, и пред уметност, и пред идејата, и пред било каква креативност, вистинска оаза е кога имате можност да разговарате за оние примарните вредности, онаму каде што се потекнува да го барате клучот на нештата и навистина е голема честа да го имате основоположникот на македонскиот современ дизајн, професорот Костадин Танчев Динка Вастрору. Добре дојдовте. Јас се обидувам во главата веднаш да ги сублимирам сите работи што вие сте ги направиле, но верувам дека поголемиот дел од македонската јавност знае дека вие сте автор на многу символи кои што се уште ги паметиме, кои што се уште ги надминале децениите и функционираат како едно лого на Стопанска банка, на Стоковна куќа Мост, цигарите Југославија, МТ, ДОС, културно-информативниот центар и така натаму и така натаму. Што мислите, што е клучот на вашиот успех да ги надминете сите современи премрежја? Па најверојатно сепак би рекол дека е образовниот систем. Овде имав можности на училиштето за применета уметност да професор да биде Љубодар Паринковиќ Пенкин, кој заправо ги постави основите на современиот дизајн како предмет во училиштето за применета уметност, а потоа на факултетот за применета уметност во Белград имав исто вонетен дизајнер, вонетен професор, изврсен графичар Милош Чирич. И тоа некако имав едно пречувство дека имам една таква предиспозиција, со тоа што почнав уште во средно училиште да учествувам на неколку конкурси и веќе добивајќи награда, сеќам беше прва награда за Ден на младост, па следната година плакат за Ден на младост, па потоа имаше конкурс еден за прв меѓународен саем на тутун, исто добив прва награда и сето тоа некако ме насочи дека можам тука добро да се најдам. По почетокот заправо, кога почнавме, беше тоа релативно доста мачно и образовниот систем и технолошкиот систем беше така буквално речено да ги пеш, што да речеме во еден образовен систем од 5 години во средно училиште за применета уметност имате прва година во една боја работите, па втора година во друга боја, па трета боја, значи 4-5 години технологијата не дозволуваше. Меѓутоа, интересно е тоа да бар достекнавме една предност во смисла на тоа да можеме тој минималистички однос на нештата, значи неможноста да дојде до една подобра хигиена, каде што во денешно стои па и тенденција во уметноста. Минимализмот се цени, да. Велите пешки, нема ништо лошо во системот, во сознанијата чекор по чекор, се чини токму и тоа е клучната фалинка денес, што младите дизајнери скокаат во една дигитална ера, можностите се големи, но занаетот тешко дека може да се испече со овие современи методи. Дали сум во право и дали и вашата перцепција иста? Апсолутно, мојата перцепција стои како и вие што размислувате, од проста причина зашто природот во дизајнот има потреби од претходни знаења, нели, цртачка логика, искуство малку. И сепак се враќам на на оловка пише срце, на прекрасна, нели, децата, затоа што сепак молевот и хартијата се голем приоритет. Заправо, сигурно во дизајнот е многу важна и најважна идејата, али преди се да дојдете до резултатот, морате да имате еден друг приод кон како да дојде до решението. Не по пат на модерната современа алатлика, него мислам дека преку хартијата. Современата технологија мора да служи да дојдете до поквалитетен резултат, побрзо да го видите резултатот, а не директно да креирате во самата. Сепак, тоа е алатка. Вие сте пред алатката.
Може да се прочитаат ваши изјави, интервјуа, меѓутоа сметам дека особено за помладите е интересно да слушнат како одеше оној процес, веќе добива димензија на музејска вредност, како што многу од децата не знаат како изгледа магнетна лента, касета, така и не знаат дека овие фонтови што ги имаат на еден клик, порано морале да се пишуваат, особено кирилицата да се адаптира, буквите што ги нема да се цртаат, па потоа печатењето за да се направи еден плакат, долг бил процесот и временски и што се требало да се стигне до крајниот резултат? Па во основа треба прво, ние имавме и малку, наравно, немавме услови за тоа, затоа имавме ние и предмет декоративно писмо, каде што во основа учевме римска криптозала, унцијала, брчести букви, значи неколку азбуки, кои заправо учевме начинот и редоследот од типографијата. Типографијата не е вие затоа што го читате текстот. Текстот не е ни црн, не е ни бел, текстот мора да биде сив. Многу е важно сооднос на знаковната логика во азбуката и тоа веројатно тие предмети многу ми помогна затоа што во средното училиште 5 години учев писмо и на Академијата за примената уметност учев 5 години писмо. Ама и од врвни мајстори, вам беше професор Аврамовски Гуте. Така, Белогаски. Тој начин, тој приод во типографијата ја имаше и логиката на учење и во самите печатарски логики. Денес кога работиме со, да речеме, велиме милиметри или точки, ние работиме на база на Цицерот. А Цицерот е по златна рез основа, така основа на Цицерот, со однос 4,7, стручно речено, нели, и белината во него, номпарелот, и абзеците влегување во системот на рачно слагање или линотипно слагање, веројатно нудат големо искуство да може да сознаете вредноста на знаковната логика во типографијата. Вие графичкиот дизајн, студентите на факултетот за ликовна уметност го изучува факултативно или со многу малку часови, воопшто не постоеше таков смер кога вие предававте, меѓутоа трагите што сте ги оставиле ги гледаме денес. Графичките дизајнери се насекаде, кои што се допреле до вас, на кои што сте им го предале знаењето. Еден од нив беше и промотор на вашата монографија, Лазе Трипков, кој што она што го прочитав, многу интересен пресак направил на вашето творештво, но ова е куса емисија не би зборувале за тие аспекти. Мене ми остана впечаток дека Лазе ве оценува како непоколеблив, дека некој кој што не му е важно мислењето, доследен на својата уметност, потоа расчепкав, сватив дека вие секогаш кога сте нуделе графички решенија, сте нуделе едно и тоа е конечната одлука, а не како денес нарачателот кога диктира што сака да добие, па му нудите повеќе решенија, дека не се согласи, па уште и дава назнаки дали да биде црно, бело, како да изгледа. Колку се сменија времињата во тој однос, а и вие дали успеавте да направите компромис со себе во овие модерни времиња или се уште сте стамен со свој интегритет? Да, апсолутно, принципелно не. Знаете што, вие, например, кога нудите нешто, во значи, јас стално тоа некако често пати го зборувам. Често пати не е важно кој го прави дизајнот, многу е важно кој го одобрува дизајнот. Вие морате како дизајнер да се наметнете. Принципелно, јас сигурно дека дојде до тоа решение не беше единствено, веројатно. Повеќе размислувања сум имал, меѓутоа јас лично сум тој селектор кој одлучив дека ќе биде тоа. Мислам дека на тој начин мојот принцип доста допринесе да нема влијание надвор и не прифаќам никако друго влијание. Можам да ви кажам, ниеден притисок не сум до сега прифатил од кој знам за себе. Секојаш било она, ако се прифати тоа добро, колку не се прифати, не одиме понатак, не одстапав од принцип. Да. А бевте револуционерни, вашите плакати се паметат. Домот на млади, културно-информативниот центар беа окосници каде што се случуваа работите во областа на културата, уметноста. Имаше секако и други луѓе што треба се споменат, како Бороевиќ и така, но вашето име некако се провлекува и во сте продуктивни, да речеме, за толкав индивидуалец, обично следат малку дела, но вие и бројно сте продуктивен. Направивте многу плакати, можете да издвоите
нешто од нив да направиме пресек, бидејќи за жал тие не можеме никаде да ги најдеме, Јас ги нема. живеев во релативно добро време, во смисла, мене сметавме дека таму има големи притисоци и влијанија, меѓутоа тоа кај мене не владееше толку. Меѓутоа после 68-те години, заправо 70-те кога се вратив овде, се наметнав со некако мои лични ставови во смисла дека јас така размислам и така сакам да бидам. Од моментот кога ме прифатија, нема веќе притисок. Чак има понуди да работам. И беше, мислам само на една цензура, се сеќавам, тоа е забрана во 8-цата фокус за списвањето. Друга цензура не сум имал до сега и немав никако влијание после тоа. Некако, јас многу мислам, моето наметнување беше по принципот конкурси. Мислам, повеќе на тоа се наметна, па после се створи одредена навика, нели, како автор да повикат. Тога и во тоа време ние бевме автори, додека сега, не знам, тоа, јас го почитувам тимското работење, меѓутоа не ја почитувам таа страна на некако, што ја знам, јас сум газда на целиот ваш ум. Тоа е системот, нели, на овие големи агенции. Веројатно така и се практикува сега. Во мое време постоја автори, ние бевме автори, ние се подпишувавме. А сега некако тоа цела таа служба на компанијата. И тоа е може тој дел. Потоа веројатно мокниците влијаат себе си, нели, сакаат вака или онака. Јас сум автор кој не работам на тој систем и не прифаќам одредени мисли. Да, би прифатал одредено мисли ако навистина нарачка тоа вреди. Која стои, нели, да. Но имате, предпоставувам, етички принципи кои што никогаш не би ги прекршиле. Апсолутно, ни денес. Да. Дали некогаш сте имале можност, непристоен предлог што велат, да дизајнирате нешто, да направите плакат за нешто во што самите не верувате, што се коси со вашата етика? Не, само еднаш имав една, мислам, не беше, тоа беше една молба, правив еден плакат за 11-ти конгрес на Сојуз на младите, а во тој период мислам дека беше негде така, после смртта на 81-а, 2-а, точно не сеќавам, го имам тој плакат, каде нема да именувам сега, председателот на Сојузот на младината имаше голема желба на тој плакат Да стои да самиот? стои по Тито. Нели написал да биде, меѓутоа јас во едно многу типографско добро решение, тоа вешто го направив како фонт пред значењето. Ето тоа е едино нешто, мислам, тоа беше еден разбор кој начално беше и актуелно во тоа време, што не му пречише не ниједен воопшто. А иначе присила не сум имал. И имам уште еден плакат за 11-ти конгрес со Социјалистичкиот сојуз на работниот народ. Исто и оние и покрај тоа така едно модерно современо графичко решение што остава голем печок што и на изложбата, нели? Имаше желба за портрет од Тито. Успев на еден графизам некаде тоа да го сместам. Тоа не беа некакви желби, тоа беа некакво договарење желба. А на крај крајва, мислам дека и синдикатите и социјалистички тука подобро работи од секојаш. Знаете, тој не можете ни работник да избркате, па имате некакви афинитети према работничката класа и така. Едно време кој така го живеевме доставно. Многу поголема слобода, Многу поголема слобода, да. А од слободата што треба да има. Да. Споменавте дека, мислам, со право денес не можат сите дизајнери да се нарекуваат автори. Па вие сте и сликар, имате творештво, вашите плакати, ако не ги ставите буквите, ако не им дадете значење, тие се сами по себе уметност заради уметност, нели? Ја гледате таа во некои дизајнери денес, дали воопшто... Да, има напредни дизајнери, апсолутно се сложувам, има доста инвентивни деца кои така прават, можам да кажам, многу убави плакати. Меѓутоа нешто друго сакам да кажам. Јас и ден денес тврдам, и во образовниот систем плакат е дисциплина за себе, и ако нели му припаѓа во делот на графичкиот одел, плакатот по мене е абсолютна ликовна уметност и таму и каде што вие и самата типографија ќе ја поставите, она не дава одредена намена, меѓутоа секојаш по плакатот мора да се рачуна типографијата како ликовен елемент. Плакатот е дисциплина за себе. Тоа е еден прекрасен дел од графичките дисциплини, вон опремата на книги, вон визуелните комуникации, што се во припаѓа графички одел.
За такво завидно творештво навистина треба да постои архива и таа постоеше во Народно универзитетската библиотека. Голем број на ваши плакати, јас некаде прочитав дека тие исчезнале мистериозно. Се работи за некакво системско уништување, за негрижа, како што многу често се случува кај нас. Дали имате податоци што се случи? Јас кога почнав да ја спремам монографијата, почнав да истражувам, да одам по архива, по македонски архива, отидов во градска, републичка, бев по некои напуштени институции, као што беше Сојуз за комунисти, синдикати, меѓутоа ништо буквално не најдов. Заминав и до библиотеката, исто имаше тамо една-две фиоки кои марљиво ги чува покојни Насо Бекјаров и Ренџов, и тоа не го најдов и бев запрепастен. Отварав сајдови, нема ништо. Едино кој ми остави еден прекрасен печаток, бидејќи јас сум фактички автор и на кинотека, нели? Јер соработав и долго со кинотека и плакати, заработев и за Манакиевија средби и така натаму, нели, нивни добродопштини. Имаше неколку работи, таму бев одушевен од нивната архива. Вон се што е дигитализирано може да го најдете и како оригинали. Во физичка Тоа форма. ми остекува физичка, нели? Насупрот тоа друго ништо. Отидов чак се качува по некои згради кај во Минатото беа тие синдикати, тоа е се уништено. Паметите каде Да, биле вашите меѓутоа дела? многу пријатно ми изненади кога преку кинотека се јавивме во Белград, во кинотека, и ги добивме моите плакати, првични плакати кои ги работев 67 година за филмот Хасан Агиници, нели со Тој со ликот женски. Така е. И со Џорска и кораци кроз Магне, веднага дигитално ги добивме и тоа во добра резолуција ги испринтавме. Овде не можев ништо да најдам. Но монографијата што ја имам во моите раце на вистина богата, сепак успеавте. Колку време ви требаше да дојдете до финалната печатена верзија на монографијата? Повеќе од година дена. Да. И тоа е мал не е период, мал меѓутоа, период, тоа е да. мал период, али релативно Вистинско богатство е, да, тука се логоата и на Олимпискиот комитет. Ова сведочи дека вие, извинете, практично не сте сопреле, односно творите. Многу е непријатно, обично луѓето од вашата генерација најчесто зборуваме само за минати времења, но како се адаптиравте на современите услови? Значи, рековме, не одстапивте од оној авторскиот инет, да кажеме, со право, и функционирате во новите времења, се уште ве ангажираат? Апсолутно, немам толку големи ангажмани, веќе мислам малку посвети за себе работам, што го посакував, што го немам време, нели сите ние се боревме за некаква екзистенција, сите ние кои сме во работници однос имаме големи обврски и некако овој другиот дел од животот го користам повеќе за моја некој собствени задоволства, како да кажам. Можете со право да си дозволите. Со право да си дозволам што сакам. Да. Што ви е најмило? Се гордеете најмногу на вашето авторско творештво, на она што го ставивте како наследство во кадар, во образованието, како репер за дизајн, за креативност, за... Па искрено да кажам, не би ништо раздвоил. Секој сегмент од мојот живот имаше некако своје задоволство, и работата во Нова Македонија, и работата во културни информативниот центар, и статусот дел од животот во слободен уметник, и како педагог на факултетот за ликовни уметности. Сето тоа го ставам во еден пакет, не сакам да издвојам ништо повеќе. Вие имате и сценограф и во многу други области си имате покажано. А така и живеев на некој начин, некои периоди се бавев со сценографија, поготово балетска сценографија бев голем любител, нели? Потоа би драмска исто. Па овие сите интервенции што ги правев во простор, што кога беше делот на штафетата и младоста, нели? Порано не се вика и инсталации и перформанси. Не, тоа си беа бини ги викавме, нели? Така. Не знам, мислам дека тие можда и карактерот мој е таков. Јас сум секојаш некој човек кој сакам да експериментирам и секој нов медиум интересира. И навлегувам во тој ризик, нели? Не се држам до така нареченото, што ја знам, стилска еднаквост или свој одреден стил или свој одреден начин на мисла. Не.
Јас го следам времето и го сакам, секое време убаво. Заднието е најубаво. Да, така треба. Најкреативно и така треба. Се случи промоцијата на монографијата, а овој разговор ќе се емитува после одржаната изложба. Вие имено сега разговараме во очи на изложбата, вечерва во Даут Пашиниот Амам. Претходната беше 2014-та? Или, да. 2013, мислам да не 2013, излежам. значи веќе помина 5-6 години. Не, во принцип јас на секои 10 години излагам така отприлике. Да, ова е малку порано. Па ова нешто порано се деси, иначе во принцип на 10 години така само. Во што се состои изложбата и по што се разликува од она што претходно сме го гледале од вас? Па тоа е некако запатен горе-долу цел, значи сегментално цел период, тоа е во некои 6-7 поглавија направено. Заправо мојата изложба што е и мојата монографија. Одев на системот да имат нешто заедничко. Ова е некој диптих, да некој речеме. диптих во тој смисол да и таму и така. Значи пораните периоди во областа на дизајнот, тоа е плакатот годове за себе, нели? Визуелна комуникација и за себе, графика за себе, новите медии сега задне што го работев за себе и дел од моето сликарство во текот на тие изминати 20 години. Има некоја област во која што ќе се обидете во иднина, нешто слушнав се занимавате, тоа сте иницирани од внуците, нешто со детските игри, им се враќате на... Па јас секој се враќам на... редизајнирање на старите Не знам, 2D форми. Имам јас негде мудро нешто прочитав, дека детството е ствари ја прави вистинската личност. Јас мислам дека јас нон-стоп секој се играм, нели? Секој се експериментирам. Нема намена, например, што јас знам да го прикажува тоа време и мојата игра. Мене ми беше за овој концепт заден една замисла што тоа значи некое време игра во моје време, како денес тоа би го прикажал и направив така еден сине арт логика, некои 3 слики во една, во смисла да ја спојам детската игра, детската размисла и себе да се ставам онака во една проба дали можам сето тоа да го реализирам така како што го направив. И вие не би биле тоа што се, да се раководите по некакви локални критериуми, да се движите во локални рамки, па во таа смисла секогаш сте се надпреварувале, предпоставувам, со најврвните во светот, или ако не било планирано, тогаш сте се вмешале во најврвните во своите области во кои што Па се творите? движев, меѓутоа морам да кажам искрено, јас сум некој автотон, јас мислам секогаш сум со себе. Мене ми е тогаш најво. Не, сигурно ние ги следиме трендовите и сето тоа, меѓутоа ја мислам дека сум баш свој на свој. Да. А што се случува во глобални рамки? Ви се допаѓа каде се движи уметноста или постојано слушаме дека има некаква криза, меѓутоа помладите генерации велат дека е ова нивно време и дека се случуваат многу работи? Секојаш било исто, само нешто друго е различно, секојаш исто, секојаш е таа иста приказна, уште може и после 50 години. И вие сте слушале на времето кога на сте време биле? исто било, сега е сосема исто и така, мислам, не се. Уметноста ќе се избори за себе, она и ако технологијата напредува, знаете, тоа малку ме потсеќа на времето. Фотографијата ја смислија уметници заради уметност, а напредно отиде сигурно. Секојаш уметникот е малку понапред ги следи. Не може технологијата, индивидуата да ја конкурира или да биде конкуренција. Вие морате внатре се клопите. Низ тој процес сигурно ќе дојдете до нешто, до некоја нова. Оди напред уметноста ќе се избори. Бидејќи разговараме во книжарница, јас секогаш разговорите ги завршувам на тема книга или други афинитети. Предпоставам дека покрај стручната литература читате и сигурно ви има нешто одушевено во животот што сте го добиле преку книга, преку пишан збор. Па, во последно време морам да признам, не читам многу, малим јас сум повеќе таму во делот на научна фантазија, на квантната физика. Многу е сакали, морам да признам дека имам големи пречки. Јас из моето образование не учев ни физика, ни хемија, ни математика, така да моето читање повеќе во делот на логиката, нели? Да. И тоа многу ме занима, мислам. Добро,
следам сигурно. Многу е интересно зашто композитори, лекари имаат вакви афинитети. Некако се повторува приказната, во што е тајната со универзумот, знаете, во образовниот систем одеднаш наоѓам, а таму многу сакам, уживам во тој дел, нели? И меѓутоа морам да кажам, многу често пати се навраќам да понувам текстот, да го прочитам само во смисла затоа што немам основи на образованието, во смисла математиката, физиката и хемијата ми недостасува. Така како нека траума или нека комплекс да така, надополните тоа што ви недостасувало. Па во таа смисла кое би било идеалното образование за еден уметник? Претпоставам дека многу пати ви се случувало вака да, еве, вам ви недостасува, дали уметниците треба да имаат широко образование или да се држат до она што се талентирани или... Апсолутно широко образование. Чак мислам дека и претходно многу е подобро да одите во некоја добра гимназија и после да наставите. Имам и едно искуство под образовниот систем, децата кои беа пообразовани многу побрзо напредува во текот и во нивното определување во ликовната уметност. Тогаш Мислам дека треба да... не сме на добар пат. А очигледно дека не сме на добар пат. Сакаме многу брзо да дојдеме до резултат. Знаете, имаат кинезите една пословица: немој да брзате зашто немате време. Грешките тешко се исправат во животот. Ако прескочите времето на образованието, ќе биде празнина во животот. Имаат потреба луѓето да ве од вашето знаење, од она поминато пешки, ве ангажираат, ве повикуваат да држите мајсторски курсеви или како веќе тоа се вика? Често пати ме повикуваат, не сум многу така во добра волја, меѓутоа каде што е интересно би прифатил, мислам, каде што јас сум сепак поддржувач на приодот на класично учење, во класичниот смисол на дизајнот, а напредокот и квалитетот или технологијата која ви носи, вие само ќе ви помогне да одите понапред. Имате многу професионални наследници, ама имате и биолошки наследници. Знам дека вашиот син... Мојот син исто се бави со сликарство. Со сликарство и тој живее во Париз. Да, дали има допирни точки со таткото или вие му овозможите тој да си го фати својот правец? Својот правец, апсолутно. Тоа е исто и мојот педагошки дел. Секој има право на самоопределување. Знаете, не можете да наметнете ваше мислење друг или да носите ваше дело да покажете или вие да му кажете како вие работите. Не. Треба со таа индивиду да работите како она што она го чувствува. Јас го почитам секој индивидуален однос. Перцепцијата на моето ведување во образовниот систем е да личноста да ја насочите таму каде што би можело на најповеќе да постигне резултат. Си имате пробано на филм? Извинете. Па јас можам да кажем на со филм Мича Поповиќ, да. Да, со Мича Поповиќ работев јас во графичкото обликување и графички дизајн, припремав целку, значи од шпица, плакат, представување на Пулскиот фестивал на кој и неколку години работев во задолжителните паноа на Пула. Потоа работев на краткометражните филми, али од аспект на графичко обликување, значи. Исто така во контекст на графички дизајн и графичко обликување во филмот на Кораце кроз Магда со Џорџ Скриген. Јас сум од првите студенти што дипломира на анимиран филм. Нали, направив анимација една од минута и нешто, која беше во концептот на приказната на мојата дипломска работа, која тема беше детски играчки, али не играчки кои се премногу механички, не кои се за предшколска возраст. А зошто анимацијата таква една и во документаристиката и во анимацијата имавме на вистина еден светол период и Македонија чинам дека добро котираше. Што се случи после? Не знам, има некој ментален склоп кај нас кој не можам да го објаснам. Како тоа брзо се изжива. Не знаме да се чуваме, не знаме тоа да го надоградуваме. Останува како изолиран случај, како период. изолиран случај. И така во се некако имам, не знам како да го објаснам тоа. Многу и самиот си поставам прашање, дека дали е тоа некој што во нашиот ментален склоп. Знаете, вие можете нешто да изградите и да направите, ама ние треба тоа да го чуваме, ние треба да го одржуваме. Нешто кога ќе започнеме треба да му дадеме можност да се продолжи, нели? Јас знам по себе,
Јас графичкиот дизајн на факултет за ликовно уметство го предав волонтерски само за да обстои. Гордо у 20 и неколку години немаше никој дипломиран на КНС во областа на графичкиот дизајн. Ами јас тоа затоа што земав диплома, не ја чував дипломата, ама за себе. Себично. Таа мисла себично, него таа напротив. И еве денес тоа се покажа дека било Добар рецепт, Добар да, рецепт. се исплатело. Да. И јас мислам дека минутите за разговорот помина, иако имам многу прашања под прашања, ама се надевам дека конечно ќе дојде некоја свест дека ни се потребни и музеи, и легати, и творештвото на секој поединец кој што оставил неизбришлива трага во нашето културно развивање ќе биде некако заштитена, па да не зборувам како во светот во некои мултимедијални форми каде што ќе биде достапно за широката јавност, за стручната јавност. Во таа смисла сме многу далеку, иако секогаш има светли примери. Нека надежта не биде последна. Долго, нека трае, може да ќе дојдеме тоа. Вам, ова е малку абсурдно, но ова е голем рекламен гуру, Дейв Бирс. Тие се денешните гуруа, проповедници, тие палат и гасат. Јас имав чест да разговарам со овој човек, е навистина многу креативен, но ако некогаш ви снеме идеја, тој има упатство за креативниот ум, дури препорачува и пиво ако треба малку да се подкренете. Да, апсолутно, со пиво заедно сигурно. И да пишувате со лева наместо со десна рака, така што мислам дека неговите две книги ќе ви бидат ако ништо друго интересни. Многу благодарам. Да. Ви благодарам и вам за монографијата, ви посакувам успешна изложба и ќе се видиме веќе на следната. Благодарам, верувам. довидување. Да.